Импостор синдром и не сум доволно добра. Добре дојде во ова моje второ YouTube видео, каде што ќе зборуваме за импостор синдром и не сум доволно добра. Зошто ја обрав баш оваа тема? Затоа што се случува во само последниот месец со три од моите клиентки со кои што работам да се соочиме со момент да постојано својата вредност ја ставаат на тест и се преиспитуваат дали сум доволно добра, дали правам доволно и дали е доволно се ова што го давам од себе. Импостор синдром навистина не е нешто кое што е за занемарување, бидејќи може да биде пречка и кочница во многу аспекти од животот. Секогаш знам дека кога ќе почнам тема со клиентка, воопшто не е ни свесна дека тоа не сум доволно добра е причина поради која што си носи кривица. И често импостор синдром, односно она не сум доволно добра и прашањето дали сум воопшто доволно добра, се поистоветува и со перфекционизам, односно бараме перфекционизам, па никогаш не ни е доволно и не е доволно добро она што го правиме. Но всушност во реалниот живот многу често жените со кои што работам имаат физички докази дека вредат доволно, дека постигнале доволно и се стремат кон само уште една плюс титула, уште едно плюс достигнување, уште плюс една етикета на нивното име како надограден успех, само за да го добијат оно чувство вредам доволно и доволна сум или правам доволно и доволно добра сум. Но навистина ние на титула не го носи тоа чувство и ние на титула не може да ни даде мир, како што би ни дало мир кога ние би се прифатили и би се сакале самите себе онакви какви што сме. Навистина верувам дека не е потребно да редиме и нижиме титули за да се почувствуваме доволни или да прегориме во давање од себе и во домашните обврски и со децата и со партнерот и нели како жени. Кога не сме избалансирани, кога даваме премногу, тоа не е доказ кој што ги ни каже доволно добра си или вредиш доволно. За жал, или можеби за среќа, на мојата едукација за емоционална и енергетска трансформација го поминавме тој дел и од каде потикнува импостор синдром, од каде потекнува тоа не сум доволно добра. Најчесто води корени од односот со родителите. Кога ќе го кажам ова, не мислам овде да ги обвинуваме родителите зошто вие мене не сте ме растеле за јас да имам чувство на самовредност, да знам колку вредам, да се ценам и почитувам себе. Овде почнуваме и потикнуваме разбирање кон родителите, дека и тие правеле најдобро што знаеле и нормално дека ниеден родител не сака да го повреди своето дете и ниеден родител не сака да му даде да кажеме порака на своето дете за помала вредност. Меѓутоа тоа се случува многу несвесно и тоа се патерни кои што дури се пренесуваат, да кажеме генерацијски, кои што и нашите родители најверојатно си ги носат од нивните родители. Многу е важно да го прекинеме тој синџири ланец на патерни образци за да не ги пренесеме и на нашите деца. И таа самовредност и самопочит да ја пронајдеме и да ја прифатиме во моментот каде што сме сега. Наместо постојано да талкаме и да бараме уште една титула која што ќе ни даде самовредност и лична сатисфакција, таа лична сатисфакција и самовредност и почитување да ги пронајдеме во моментот во кој што се наоѓаме сега. Односно, ние сега и тука да се чувствуваме доволни, сега и тука јас да се прифатам себе каква што сум. Буквално, со се она што го имам и се она што го немам. И тоа само прифаќање и една љубов, нежна љубов спрема себе, не збориме овде за нарцисоидна љубов, туку љубов спрема себе и само прифаќање кое што ќе те доведе до емоција доволна сум и доволно е. Бидејќи се тоа се учи, исто како што си научила дека не си доволна и дека не е доволно што и да направиш, исто така можеш да научиш и дека е доволно и дека си доволна и дека е доволно се она што го правиш и што го даваш. Верувам
дека секоја од нас на дневно ниво, дури неколку пати се преиспитува дали е доволно добро, дали е доволен ручекот, дали е доволно вкусно, дали јас изгледам доволно добро. Меѓутоа, еден дел од нашите лични потреби е нели оној раст и развој и експанзија и учење на нови работи, тоа ни е буквално една основна човечка потреба, но исто така ни е љубовта спрема себе една појдовна точка на која што е еден темел на кој што градиме се понатаму. Не можеш да даваш многу голема љубов и безусловно, безкомпромисно да го сакаш партнерот доколку не се сакаш и почитуваш себе. И многу од клиентките со кои што работам ќе кажат, ама јас се сакам себе. Јас навистина се сакам себе. И кога ќе навлеземе подлабоко во разговорот, ќе видиме дека немаат лични граници. Не знаат да постават лични граници, па трпат критики, омаловажување од шефот, од свекрвата, од мајката која што постојано ќе се јавува на телефон и ќе критикува. Тоа не е љубов спрема себе. Личност која што се сака и почитува себе, ќе знае да постави лични граници од љубов спрема себе и од почит спрема себе, и затоа што е доволно добра. Не од бес и лутина, не поставуваме граници од бес и од лутина, туку само од љубов спрема себе. Затоа што јас се сакам и почитувам себе, ќе ти кажам дека не ги заслужувам тие зборови и нема да ги слушам повеќе. Тоа е љубов спрема себе. Не е љубов спрема себе кога ќе си купиш нова торба, нови чевли или некоја скапа шминка и козметика и кога редовно секој ден ти ќе си го третираш лицето со третмани. Да, тоа е еден начин и израз на љубовта спрема себе, но пред се сакам да знаеме дека да знаеме да го повториме тоа дека се околу нас е енергија. Енергијата повеќе од 70% ја сочинуваат нашите емоции. Каква ни е енергијата, како вибрираме, така привлекуваме. И пак се вратиме во тој магичен круг. Ако јас ја немам емоцијата дека сум доволна и дека се прифаќам и сакам себе ваква каква што сум, јас нема да можам врз тој темел да изградам здрави односи и со другите луѓе, и со партнерот, и со децата, и односот мој како мајка со моето дете, и односот мој спрема кариерата, и односот мој спрема парите. Затоа што ако јас не сметам дека вредам каква што сум и дека ми се потребни други титули, етикети и надоградувања на она што сум, за да јас имам чувство дека сум доволна и доволно вредна, на тој темел јас ќе имам таков однос и со парите, и со партнерот, и постојано ќе барам нешто што ќе ме надополни и ќе ми даде вредност. Односно, ќе се споредувам со другите, ќе барам надворешна потврда дека сум доволна. А всушност се потекнува таа една емоција. И кругот кој што го спомнав, нели, емоција, енергија, вибрација, па така и привлекуваме и сведочиме на нешто во нашата физичка реалност. Почетокот е, нели, мисла и емоција кои што се заемно поврзани, ама ако емоцијата ти ја доведеш до ниво да се прифатиш себе и да се сакаш себе на таков еден нежен и убав начин, кој што не е само љубов спрема себе кога ќе застанам пред огледало и ќе се кажам, нели, како вежба која што е супер одлична и добра да се прави, и ова може да биде предлог за тебе наутро пред огледало. Јас се сакам и се прифаќам себе таква како што сум. Тоа е многу добро, но тоа значи дека јас овој стандард ќе го задржам и понатаму во денот, па кога ќе сретнам некој изреволтиран човек или шефот на работа кој ми изреволтиран и ќе ми каже нешто навредливо, јас ќе знам да се застапам за себе и да кажам не го заслужувам ова и не би сакала да се повтори и да го трпам. Во спротивно, нема да останам на тоа место. Љубов што или ќе најдам да не одиме, нели, во толку екстреми, понекогаш, нели, е многу тешко да се постават толку екстремни граници, но постојат начини како нежно да се заштитиш себе од негативни коментари и критики. Баш само на еден нежен начин, јас не го заслужувам ова и не би сакала да го слушам понатаму, те замолувам да не разговараш така со мене или да не разговараш на висок тон. Понекогаш поставувањето граници не мора да биде и не треба да биде дрско и од бес и од лутина и да заврши и ескалира со расправија. Поставување граници нека ти биде еден третман и еден начин на изразување љубов спрема себе. И кога ќе се прифатиш себе и кога ќе научиш да се сакаш таква каква што си,
во моментот и со вишок килограми, и можеби и без работа, и со работа, и со повеќе пари, и со помалку пари, и твојата вредност да не зависи од твоите надворешни физички обкружувања и од твоите надворешни физички достигнувања и од она што си имаш ти постигнато или не постигнато во животот. Твојата вредност треба да зависи само од твоите внатрешни емоции и да ги калибрираш твоите внатрешни емоции дека твојата вредност е доволна сега и тука, независно од ништо од надвор. Многу често и жените кои што патат од импостор синдром и имаат и текако надворешни физички достигнувања и факултети, и магистратури, и титули, и етикети, и навистина имаат и успешни кариери, и финансиска добра состојба, да кажеме, и успешен брак, и се многу добри и мајки, и се напредни на многу полиња, но сепак го имаат она чувство дека не е доволно. Зошто го потенцирам ова? За да кажам дека не секогаш тие надворешни постигнувања се критериумот по кој што некоја особа која што пати од импостор синдром се вразува. И како има успешни луѓе кои што сепак сметаат дека не се доволни или не вредат доволно. Но тоа е сепак затоа што нашата вредност ја ставаме во раците на она што е надвор и даваме моќ на она што е надвор, физичко и материјално, да не дефинира нас. Повторно егото се врзува, етикетира и бара улога со која што ќе се поврзе. Но многу е важно емоцијата да ја најдеме внатре во себе и нашата вредност да не зависи од ништо друго. Овде сум многу благодарна на учењето од Акаша, бидејќи Акаша всушност ни вели дека не е изобилство, не ни е потребно ништо од надвор за да се чувствуваме доволно сега и тука и дека имаме веќе доволно за да бидеме среќни и да бидеме во мир. Сите трагаме по некој мир, среќа, радост и всушност се тоа е внатре во нас, се е овде и нема потреба со ништо дополнително да добиеме или да манифестираме или да имаме уште една титула за да бидеме ние доволни и среќни во овој момент. Се што ни е потребно, веќе имаме. И кога ќе го научиме дека тоа чувство на доволност е овде и дека тоа чувство на доволност можеме само внатре да го најдеме и дека нема да ни го даде ништо од надвор, бидејќи се од надвор ќе даде само краткотрајно задоволство, а не трајно чувство на мир или трајно задоволство или исполнетост. Целовитост, Акаша точно тоа не учи дека сме целовити во овој момент, не ни е потребно ништо. И некако јас таа целовитост ја поврзувам со овој импостор синдром, бидејќи не сум доволно добра е контраст на целовитост. Не можеш да се чувствуваш во еден момент, во исти момент и не сум доволно добра и во исти момент и целовита сум. Па ајде да тежнееме кон онаа целовитост и кон онаа исполнетост, но независно од надворешните обкружувања и постигнувања. Бидејќи само кога ќе се прифатиме себе, какви што сме во моментот и кога ќе се засакаме вистински, но велам вистински затоа што навистина многу жени мислат дека се сакаат себе ако нели се негуваат, шминкаат, си дозволуваат нели скапа облека, скапа козметика или ете сега и природна козметика. Јас се сакам себе, тоа ми е се одраз на љубов спрема себе, точно. Меѓутоа и особа која што се сака и почитува себе навистина ќе бара да има мир. И цената на својот мир не би ја ставила ни под точка разно за ние во замена за ништо друго. Твојот мир ако се нарушува во односите со семејството и ако ти немаш лични граници, не знаеш да поставиш лични граници, ако твојот мир го нарушуваат на работа, ако твојот мир го нарушува партнерот, ако ти не знаеш да поставиш доволно простор за дисциплина со детето и ако мислиш дека ако покажеш авторитет не си доволно добра, сепак треба да преиспиташ колку е вистинска љубовта спрема себе. Многу критериуми спаѓаат овде. Ништо не е црно-бело. Во работата на себе и во развојот ништо не е црно-бело. Но затоа јас многу често, и тоа го и додадов како тема на моите програми, самосвест. Зборувам за самосвест многу често, затоа што тежнеат луѓето кон самодоверба. Но дали самодоверба е доволно за ти да го имаш оно чувство на целовитост и доволност?
Бидејќи личноста која што е само свесна и за себе и за другите, никогаш не би се ставила во состојба да некој не ги почитува незините граници и нема да биде страв дека може да изгуби некој пријател кој што ја навредува постојано или дека ако постави граници може луѓето да се дистанцираат од неа, затоа што таа особа не се врзува со бројот на пријатели кои што ги има или нема, дека ја дефинираат незината вредност. Не се плаши дека ќе остане сама ни во партнерство, нити во било кој друг дел. Зошто е тоа важно да го разбереме? Затоа што сметам некако дека луѓето се врзуваат за тоа да бидат самоуверени, да имаат самодоверба, да настапуваат со самодоверба, а воопшто не се самосвесни. Немаат развиено чувство за самосвест и затоа самодовербата е на стаклени нозе и климава и кога нема да постигнат надворешен успех, многу често се случува кај тие луѓе кои што не зборувам за здрава самодоверба и здраво развиена самодоверба, туку зборувам за она самодоверба која што и те како е постигната само на надворешни достигнувања. Затоа што жените со кои што работам и кои што имаат 1, 2, 3 титули, тие се самоуверени жени. Значи тие имаат полна самодоверба дека што и да почнат ќе го успеат. Но преовладува чувството дали е доволно добро тоа што го правам и дали овој успех е доволно добар и дали јас сум доволно добра, затоа што чувството на самосвест пак не е развиено. Кога си свесна за сама себе, за своето постоење, за луѓето околу тебе, за животот, тогаш нема прашање дали е доволно добро. Свесна си дека во овој момент се е така како што треба да биде. Точно се е така, го пушташ чувството на контрола, затоа што ние со чувството на контрола всушност сакаме да контролираме и тоа е голем дел и има големо влијание врз импостор синдромот. Чувството на контрола, јас да контролирам колку е тоа доволно и да тежнеам кон перфекционизам ми прави да не сум доволно добра. Мислам дека многу често луѓето очекуваат комплицирани совети или методи за да се промени нешто. Јас секогаш би тргнала од емоциите, да чувствуваш. Како се чувствуваш кога си со твојата пријателка и пиеш кафе? Како се чувствуваш додека си на работа? Како се чувствуваш додека шефот те навредува? Како се чувствуваш додека мајка ти те критикува? Така ќе знаеш ти кои се тие моменти кога не си во склад со себе и дека твојата душа можеби и бара да поставиш граници и да се заштитиш. И како ќе знаеш дека кога ќе погледнеш нешто и кога ќе помислиш дали е доволно добро или јас не сум доволно добра, треба да се сетиш дека си доволно добра во овој момент. Тоа не значи дека нема да тежнеш да промениш нешто, можеби да ослабнеш или да завршиш некоја едукација, но тоа значи дека нема да се врзуваш за физичкиот резултат од она што следи. Дека се прифаќаш себе како што си доволно добра. Како мала кратка вежба за крај, можам да ја дадам вежбата да ги запишеш сите твои достигнувања до сега, и оние мали, и оние поголеми, и оние факултетски дипломи, и оние како имам многу добра емоционална врска со моето дете, имам многу добар брак, имам разбирање со мојот партнер. Секогаш сум тука да пружам подршка, љубов и разбирање на семејството и имам многу добар однос со семејството, до сертификати, титули, етикети, постигнувања како си купив куќа, си купив стан, си купив автомобил, имам многу добри финансиски примања. Било што е за тебе постигнување, ослабнав или буквално било што е за тебе достигнување и постигнување, јас ќе си го запишам и постот на вода 72 часа во мои достигнувања, затоа што тоа е навистина едно чувство кое што ти кажува доволна сум и доволно е. Не ми треба храна за јас да се чувствувам среќно или во мир, не ми е потребно ништо од надвор. Буквално сега сум на пост на вода 72 часа и можам да кажам дека се она што дополнително го земаме од надвор, ние само бараме некој спас од нашите емоции. Кога ќе останеш сам со себе и со своите емоции, вака само на вода, тогаш навистина се запознаваш себе. И откриваш делови од себе и буквално спушташ одредени слоеви од себе кои што можеби и не ти служеле и си спремна да се прифатиш какво што си, затоа што останувате само ти и твоите емоции. Многу добар начин да се запознаеш себе и да се прифатиш себе е постот на вода,
но сепак ќе кажам не е за секој можеби, не е за секој што не е спремен на толку едно длабоко ниво и да го чисти телото и умот и емоциите, треба добра подготовка и едукација. Но зошто го споменав тоа? Затоа што јас дефинитивно би си го запишала во мое лично достигнување и постигнување, затоа што знам дека ова го правам за себе, од љубов спрема себе, спрема своето тело, и дека ова што ќе го истраам до крај ми е уште еден доказ колку јас имам моќ над мојот ум, а не тој над мене и мислите, секако. Да прифатиш дека твоите грешки не те дефинираат тебе, како втора вежба. Прва вежба да си ги запишеш сите твои постигнувања за да ги имаш црно на бело, да гледаш колку се имаш постигнато. Ако тешко ти оди да запишеш, значи дебело го имаш прифатено импостор синдромот, потруди се повеќе или седни во мир некој следен ден, запали си свеќа и направи си топло чајче, седни во мир, релаксирај се, можеби кратка медитација и се оно што ќе ти дојде на ум како твое постигнување и достигнување, запиши го. Прифати ги грешките. Грешките не се знак дека ние не сме доволно добри или дека нешто не правиме како што треба, туку напротив се знак дека ние се обидуваме. И грешките се знак дека правиме нешто, не стоиме во место и не стагнираме. Секој што работи и што прави нешто и што се труди, греши и од грешките се учи, тоа се најголеми лекции. Јас многу често велам дека понекогаш толку се радувам кога ќе се случи некоја грешка да направам и од неа толку учам, затоа што ако не се случила таа грешка, јас никогаш не би тргнала по некој, да кажеме, друг пат, како например кога ќе ми дојдат родители и мајки, му викав на своето дете: супер, сега знаеш што не сакаш да бидеш и каква мајка не сакаш да бидеш. Ако не си викала денес, ти немало да знаеш, нели, дека треба да работиш на себе за да можеш да бидеш во мир и баланс, да реагираш подобро. Тоа не значи дека оправдувам викање и дека треба ние секојдневно да им викаме на децата, тоа никако. Значи, само давам пример, еден мал пример, нели, како и што. Јас ако немам, да кажеме, направено грешка, не би ни научила од неа. Сепак постојат луѓе кои што не учат од грешките, но многу често тоа е, грешките се причина и знак да научиме нешто подобро. Например, во бизнисот, кога направив грешка со планирање и се тоа, јас, ако не ја направив таа грешка, немаше да почнам со бизнис едукации, од кои што многу информации добив и многу научив и ме насочија во сосема друг пат. Така да, прифати ги грешките како нешто добро, а не како нешто лошо. И повторно овде ќе додадам работи на својата самосвест. Медитација е еден чекор кој што не води до освестување на самите себе. Медитирај, ако не можеш 15 минути, 5 минути се доволно. Или само диши во тишина. Меѓутоа, се оно што ќе го направиш нека биде на знак и доказ на љубовта спрема себе. Седни сама со своите емоции, овде ќе препорачам и пишување на дневник. Запишувај ги на крајот на денот, како ноќна рутина, да кажем вечерна рутина, 5 минути запишување на твоите емоции. Денес се чувствував доволна или денес се чувствував недоволна. Зошто? Напиши зошто. Понекогаш имаме некоја емоција, а не сме ни свесни зошто ја имаме. Затоа што како патерн само се наследила и слушаш во главата некој глас кој што не е ни твој глас, туку е гласот на мајката или на бабата или на некој професор кој што те критикувале, па ти веќе толку си се идентификувала со тој глас што ти сега мислиш дека не си доволна. Како што споменав, многу голем дел од тоа не сум доволно добра потекнува од семејството. Многу голем дел, затоа што родителите сакајќи да изградат самоуверени деца и полни со самодоверба, градат деца кои што имаат намалена вредност. Затоа што некои родители мислат дека воспитуваат со критика и кога ќе кажат не си доволно добар или не си доволно добар, мислат дека детето ќе се поправи, ќе се подобри и ќе стане подобро и мислат дека му прават услуга, всушност ефектот може да биде, нели, многу спротивен. Мислам дека е доволно за ова видео и пробав да опфатам се. Овие како вежбички за да си ги запишеш постигнувањата, да си медитираш или вечерна рутина, да работиш на својата самосвест. Ако не знаеш како, пиши ми за подршка и за помош, затоа што имам конкретна таква програма со снимени лекции, па можам да ти испратам.
многу е важно да се сакаме и прифатиме себе какви што сме, без она постојан стремеш дека треба да се промениме, затоа што сме целовити сега и тука. И уште едно нешто за крај, ако треба да ти остане од ова видео, нека биде и тоа да не се споредуваш со другите. Секоја споредба со некој друг или ќе ни даде помала вредност, или ќе ни даде сатисфакција подобра сум, но тоа е лажна вредност. Тоа нити си подобра од некој друг, нити си полоша од некој друг. Ти си доволна таква како што си во овој момент. Но нашата идентификација, односно идентификацијата на егото му е потребна за да обстанува и да функционира, таква му е улогата да се врзува, но не се споредува и со другите, нити на било која тема, нити за ниено постигнување. Секој од нас има свој пат, своји избори. Нашата душа тие избори поголем дел од нив ги направила уште пред нашето доаѓање во ова тело. Затоа верувај му на процесот, верувај во Бог, во универзумот, верувај дека е доволно она што го правиш, труди се да направиш доволно во текот на денот и да дадеш доволно љубов, доволно емпатија и доволно разбирање, но не стреми кон перфекционизам, туку кон чувство на исполнетост и целовитост. Затоа што кога и ние сме добро, ние можеме да бидеме добри за другите. Но кога ние имаме само критика, ние тоа го пренесуваме и на другите. Кога ние мислиме дека не сме доволно добри, тоа го пренесуваме и на другите, вклучувајќи ги и нашите деца. Затоа освести ги тие патерни и освести ги тие образци кои што можеби ги носиш од твоето примерно семејство и нека Синџиро застане овде. Секако ова е кратко видео во кое што има само нафрлани информации, доколку се пронајде во овие зборови во ова видео, јас сум овде да ти понудам подршка и начини како можеш да се почувствуваш целовито и доволно во овој момент, без да постојано имаш потреба да се врзуваш за надворешни постигнувања. Бидејќи се што е надворешно е лажна вредност. Нашата вистинска вредност е само внатре во нас. Ти посакувам убав ден, убава работна недела и се слушаме во следното видео.